Здраво на сите и добре дојдовте на мојот канал. Ако ме следите редовно, знаете дека најчесто зборувам за романи на каналот, понекогаш зборувам за некоја збирка раскази, што беше случај со последното видео во кој што зборувам за Далеко од Ирска од Вилијам Тревор, а Вилијам Тревор беше вистинско откровение за мене и неговите раскази. Понекогаш зборувам за некој филозофски концепт или некој филозоф, зборувам за Сорен Киркегор, Бјунг-чул Хан. Во последното видео, едно такво видео зборувам за основните закони на глупоста од Карло Чипола, за тој негов есеј. Од 74 година ги изнесувам главните мисли со идеја дека ќе поттикнам на размислување. Понекогаш зборувам за автор или за нефикција, а токму нефикциски книги се книгите за кои што ќе зборувам во ова видео. А тоа се Граница од Капка Касабова и Кон езерото, исто така од Капка Касабова. За малку бев на ивица да не снимам видео за овие книги, имав сериозна дилема затоа што не се добри книгите. Касабова е за мене вистинско откровение, исто така според критиките, според некои статии што ги читав, знаев дека пишува добро, дека е читана и популарна писателка, меѓутоа ги надмина моите очекувања и беше вистинско откровение. Значи, Капка Касабова е родена во Софија, во Бугарија, таму го поминува детството, подоцна се сели во Нов Зеланд со семејството, за подоцна се пресели во Шкотска, каде што живее и ден денес, и супер е што ги имаме овие две незини книги. Знам дека се подготвуваат и уште на македонски, значи во издание на или се и двете, превод од англиски Бранислав Мирчевски, двете имаат одлична курица. Кон езерото излезе во 2022, а Граница во 2024 година, лани. Кажав дека бев во дилема и за малку немаше да снимам ништо затоа што не станува збор за романи во кој што има можеби класичен заплет, па да зборувам за ликовите, за заплетот, можеби да некаква мала анализа или слабите и силните страни на романот. Тука не станува збор за роман и не станува збор за книги кои што може лесно да се образложат, може да се анализираат, меѓутоа тоа не ми е поентата тука. Значи, она што одлучив да го направам е само да ги споделам впечатоците и како ги доживеав овие две книги, кои што ги прочитав па во рокот, не знам, 2 месеци ги прочитав и двете. А она што би направиле грешка при пристапот на книгите на Капка Касабова е да ги чисто да ги наречеме, не само што се не фикција, туку да ги наречеме патеписни книги, затоа што мислам дека тоа би не измамило и не би добило вистинска слика за тоа што станува збор, затоа што незините книги се многу повеќе од тоа. Значи во оваа книга прво ја читав Кон езерото, таа зборува за Охридското езеро, значи тоа Охридско езеро зборува и за Преспанското езеро, значи за цел тој дел. Оваа книга е повеќе на враќање на минатото на незиното семејство, со тоа што незината баба била родена во Охрид, подоцна се сели во Бугарија. Меѓутоа, на враќање Капка вели дека долго време сакала да се врати во тоа место и едноставно да се соочи со обидувајќи се да разбере некои динамики и добри и неубави динамики во незиното семејство и од каде можеби доаѓаат, како се поврзани со езерото, со тоа езеро што многу често е обвиено во одредена мистика на некој начин. Меѓутоа таа не се задржува само на Охрид, значи доаѓа во Охрид, се задржува на Охрид, на приказни средби со луѓе, зборувајќи и историски и за пејзажот, опишувајќи го страшно, да подоцна оди од таа страна, нели, оди во Поградец, се запознава со луѓе, подоцна преминува на Преспанското езеро, оди и во Мала Преспа, во Пустец, на грчката страна, значи буквално обединува во оваа книга и 3 земји. Меѓутоа, особено мене ми се допадна, тој го напиша во еден статус кога почнува да го опишува Преспанското езеро. Можеби затоа што помалку ми е познато Преспанското езеро и Преспа, имаше такви страшни описи, таква една мистерија на некој начин му дава. Не, мистерија не е вистинскиот збор, меѓутоа една таква таинственост му дава на Преспанското езеро што мене ме воодушеви. Од друга страна, во Граница, во другата книга, таа се фокусира на древната Тракија или на она што територијата на древната Тракија, која што, ако не ви е познато, тоа е негде територијата од, можеби ако го земете, Истанбул на
краен исток на таа територија, па преку таа европска Турција, преку Едрене, кон Црното море и тој дел од јужниот, тој јужен дел од Бугарија, југо, запад, источен дел од Бугарија, тие древни шуми, таа област наречена Странџа, па подоцна надолу кон Грција и кон Родопите, значи како планински масив кон Родопите и кон Драма, значи тој дел на Грција, значи тоа се смета дека е таа древна Тракија и тука таа се занимава со феноменот на границата, идејата на границата, со сите тие луѓе, случки, историја што ги претпоставува таа граница помеѓу Бугарија и помеѓу Грција и помеѓу Бугарија и Турција. Значи границата како линија која што одвојува и на која што го спречила движењето физички на илјадници луѓе и многу луѓе го загубиле животот на таа строго контролирана граница каде што источниот блок се граничи со останатиот дел од Европа кој што не спаѓа на комунистичка Бугарија, Грција не е во тој блок и така натаму, значи строго чувана граница. Многу луѓе го загубиле животот таму, зборува за источно германците кои многу нив заминувале во Бугарија на одмор, па пробувале да преминат и буквално некои од нив биле апсени, некои умирале таму. Границата, значи, како строго контролирана линија која што на демаркација меѓу држави, меѓутоа од друга страна границата која што е многу порозна, која што може да се поминува и била поминувана на некои места и денес се поминува, затоа што едноставно луѓето биле распространати и живееле во тие предели, значи села кои што границата не може да ги отсече, значи има зборува за раселување, има и зборува за помаците како група на луѓе кои што го прифатиле исламот, кои што се во тие и се едни од можеби угнетените и запоставените групи, зборува за нестинарите, за оние луѓе кои што газат по оган, значи по еден дел од годината, за агијазма, за во наводници свети мистични извори, концептот на изворот и така натаму, значи сето тоа со испреплетено со приказни, со одредено тоа и потполно двете книги ги доживеав на различен начин. Слушав само едно интервју со Капка Касабова, еден разговор на некој фестивал во кој што учествува и Георги Господинов и таа кажа таму, и тоа можев да го потврдам и некако ми се согласив со тоа дека не прави некаква документаристика, значи не документира нешто, туку таа пишува на искуствен начин, на искуствен во смисла дека влегува да живее помеѓу луѓето и на местата за кои што пишува и од таму извира незиното пишување. Значи не е фактографско само научено, прераскажано, па да ни го презентира нас. Туку таа живее таму, буквално поминува одредено време во Охрид, во Преспа, во Поградец и во тие места, во Странџа, во Турција, во тие села покрај самата граница и во близина на Црното море. И од таму, значи, незиното пишување е искуствено, живеено пишување и затоа мислам дека така најдобро се може да се доживеат незините книги, всушност како доживување, затоа што кога ќе ги читате не само што ве учат за некои историски факти или за некакви случувања од минатото или премрежја и така натаму, туку едноставно има еден холистички пристап и целата слика е комплексна и комплетна, целовита. Во таа смисла може да едноставно во незините книги имате и психологија, значи психолошки проникнувања во односите или за одредени однесувања, има социолошки, има фолклорни, магиски моменти, има една страшна поетичност и лиричност во пишувањето и тоа начинот на кој што пишува и таа поетичност едноставно ме освои, неверојатна. На моменти без патетика, без сентименталност, на моменти толку емотивно да може да се расплачете читајќи некои од тие приказни и низините доживувања во сето тоа, на моменти комични ситуации и така натаму, меѓутоа тоа мислам дека тајната на низините книги не да им се пристапи како на нешто што само ќе не научи за некој народ, за некоја
не знам, за некоја територија, за некој предел, за некакви обичаи, туку буквално нурнување во самиот живот, таков каков што е. И со свесност за околината, и со свесност за природата и така натаму, значи, но вистинско доживување, баш тоа ми е зборот што би го издвоил. Двете книги се одлични и можете да ги прочитате. Сепак за мене Граница имаше, можеби затоа што сепак Охрид преспа ми се како топоними, како места попознати, значи кои што сум пил повеќе пати, сум ги посетувал и историјата горе-доле ми е попозната, можеби тоа беше причината, меѓутоа Граница можеби затоа што помалку знаев за тие места ми беше тоа не е само тоа. Мислам сепак Граница ми се допадна на повеќе, има некој тон дури она помрачен тон на моменти е онака мистично, мистериозно, тегобно на моменти, напнато, стресно. Има ситуации во кои што Капка се става во особено стресни, напнати ситуации, меѓутоа сепак малку повеќе ми се допадна Граница, иако и Конезерото и Граница се одлични книги. Реков, бев во дилема дали воопшто да зборувам за овие две книги, меѓутоа одлучив да ги презентирам, да кажам неколку збора, можеби некој ќе се инспирира да ги прочита, нема да сгрешите дефинитивно. Тоа беше моето доживување или како мислам дека би требало да се читаат овие книги, со какво очекување и што не треба да се очекува. И мислам дека планирам да прочитам и некои други нејзини книги, знам дека има како дел од нека четворологија спаѓа. Има уште две книги, од кои едната е анима за пастирите од овие краишта, ако не се лажам, на Балканот и така натаму. Значи, моја топла препорака за книгите од Капка Касабова, всушност Капка Касабова доаѓа во Скопје следната недела на 20 август, ќе има книжевна вечер со неа и се радувам што ќе имам прилика да учествувам во тој настан и да поставам неколку прашања на Касабова и тоа ми е представена чест и задоволство да можам да го направам тоа, така што ова беше моето кратко видување за овие нејзини две книги, за Граница и за Конезерото. Ви ги препорачувам, чувајте се, читајте добри книги, се гледаме со наредното видео многу наскоро. Чао!